Значи, за јавноста се формира петочлена комисија, од која 20 членови ќе бидат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, еден член од Министерството на кабинетот заменик председател на владата за економски прашања, еден член од Министерство за економија и еден член од Министерство за животна средина. Тоа што го бараме со амандманот, за оваа сериозна комисија, која ќе ги доделува концесиите и ќе даде своји представници, кои верувам дека од одредени министерства ќе немаат апсолутно никакво познавање од ловот. На такви луѓе ќе ги дадеме овластена можност да одлучуваат за многу битна работа и што е битно, многу стручна работа. Затоа што во истиот член 40 оваа комисија ќе има неовластено ограничување сама да проценува на кој од постоечките концесионери ќе може да ја го продолжи договорот, односно ќе може да ги фаворизира, ќе може да ја прифатат најдобрата економска понуда, а на кој не. И на некој начин, наместо да го дигаме ловот на едно високо ниво, ние формираме една тендерска комисија, која членови ќе немаат никакво познавање од оваа проблематика, ќе одлучуваат за лов. Бараме не мнозинство. Од 5 членови, еден член да биде стручен, да дојде од Шумарскиот факултет, и соодветно да може да го каже гласот. Дали некое здружење ги испунува условите, дали добро стопанисува, дали може во иднина да се носи со проблематика. И тоа не од друг аспект, од стручен аспект. Затоа што на Шумарскиот факултет единствено во државата се изучуваат предметите ловство и ловно стопанство. И сега, ова не е прифатливо за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. По некоја аналогија, целата оваа комисија ќе се претвори во тендерска комисија. Ако знаеме дека владата е составена од политички министри, предложени од политички партии, тогаш на голема врата влегува политизацијата на ловството. Значи, оваа комисија ќе оценува дали прво сте политички подобен за да добиете одредено концесија за ловство. Ако не сте подобен, џабе ви е целата стручност, залудни ви се сите документи кои ќе ги прибавите, сите финансиски програми, залудни ви е се, затоа што тоа нема да биде вреднувано. Нема да биде земено во обзир. Едноставно таму ќе бидат луѓе кои треба да си ја завршат работата, односно кои ќе добијат партиски задачи. Ова го барев и на прво читање и велев. Законот горе-доле може да се усогласи. И дел од амандманите од техничка природа се прифатија, дел се одбија, може законот да функционира и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ако сакаме вистинско ловство во држава, кога веќе имаме ловечка традиција, кога имаме ловни издруженија и составени и од ловци, кои имаме ловни издруженија составени и од единки кои понатаму се јавуваат како здруженија, ајде да не кажам мокни бизнисмени и така натаму, и имаме и позитивни и негативни искуства. Зашто да не дадеме предност на стручноста и на добрите кои стопанествуваат? Значи, бараме еден од 5 членови да биде стручен од научната фела. Не се сомневам дека и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе понудат стручни лица. Меѓутоа, останатите министерства, ако имаат 3 члена дополнителни, не може тоа да го направат. И тие ќе бидат мнозинство. Нестручните ќе владеат над стручните. И што ќе добиеме? На кој начин ние ќе го подигнеме ловот? А и даваме, согласно член 40, став 9, многу големи ингеренции на оваа комисија.
Ingerența Комисионит. И целата европска приказка на законот паѓа. Значи ние сработивме закон во кој има и вакви и онакви одредби, и прифатливи и добри одредби, меѓутоа целото ќе падне во вода, затоа што ова на крајот со 2 члена, со член 40, ќе се минира. Нема да добиеме квалитет. Нема да добиеме подобрување на ловството. Ќе добиеме партиски интереси, значи тие што исполнуваат партиска припадност ќе добијат ловишта, или ќе добиеме можност за корумпирање на оваа комисија и кој ќе си плате рушвет, како се во оваа држава, да може понатаму да стопанисува. Дали ова реално ни треба во државата или не? Според моје научно убедување. Не зборувам како пратеник, зборувам како професор на Шумарскиот факултет. Ова не треба да се случи. Ова не смееме да го дозволиме. Ова е многу лошо. Ова е проблематично. Ова не е европско. Ова е зацкривање за европското знаменце, зацкривање за користење на челични канџи и заштита на птиците, каде никаде во законот не видовме посебна заштита на птиците. Току гледаме член 40, каде е многу јасно, прецизно, со име и презиме, ви е кажано кој ќе биде член на оваа комисија, кој ќе биде шеф на оваа комисија и токму оваа министерство, предводено од министерот Груби, ќе одлучува кој ќе добие концесии или кој нема да добие концесии. Е толку од наука во оваа држава, и затоа нема да се запишуваат студенти на Шумарски факултет, затоа нема да имаме наука во државата, затоа младите ќе си одат во странство. И затоа, на крај краишта визави овој закон, ќе немаме ловство во државата. Благодарам.